Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат уште една ретроспектива, уште едно патување назад низ годините, низ шампионатот на Формула 1. Сакам да ви прераскажам една сторија за еден болид на Мекларен кој беше помпезно најавуван како спасителот на Мекларен, како првиот во новата генерација на болиди, болидот кој требаше да ја запре доминацијата на Ферари и Шумахер, болидот кој ветуваше многу, меѓутоа никогаш не го виде светлото на денот. Сега зборувам за моделот на Мекларен по технички назив MP418, болид кој беше дизајн на Адриан Њуи, меѓутоа болид кој го препратија многу фамозни инциденти, голема борба за контрола внатре во Мекларен помеѓу техничкиот директор, помеѓу собственикот Рон Денис и помеѓу главниот аеродинамичар, односно Адриан Њуи, човекот кој го дизајнираше тој нов концепт. За подсеќање, се враќаме назад сезона 2002 во која Ферари апсолутно доминираше, победи на 15 од 17 трки. Михаел Шумахер рекорден број на победи таа година. Ферари апсолутна доминација, никој тим буквално не успеа ни шампајнското да го проба. Ферари доминираше заедно со Шумахер и Баричело и во Мекларен тогаш тоа беше веќе јасен сигнал дека нештата мора радикално да се променат ако сака Мекларен како главен конкурент во тие години да му се спротистави на големиот Ферари, да се спротистави на таа машинерија наречена Шуми и Ферари, тогаш со Жан Тод начело на Ферари. И негде во ноември 2002 година доаѓа најава дека се работи на комплетно нов радикален концепт во самата изработка на болидите, во користењето на нови материјали, и најавуваат од Мекларен дека во почетокот на сезона 2003 ќе ја започна сезоната со стариот лански сега веќе нивен болид MP417, меѓутоа со деспецификација која ќе биде адаптирана да ги примени новите правила кои тогаш стапуваа на сила од сезона 2003, така да со еден хибрид болид помеѓу две сезони Мекларен ја започнува таа сезона 2003 во исчекување дека MP418 болидот на брзина ќе биде спремен и потоа ќе биде пуштен и во употреба. Целиот овој процес, би рекол, ги откри предностите и слабостите на тој Мекларен од таа ера. Еден тим кој беше премногу амбициозен, кој имаше страшно храбри идеи, кој не беше срамежлив да експериментира со нови концепти, меѓутоа еден тим кој сакаше да постигне премногу за премногу малку, и еден тим во кој структурата и хиерархијата на управување беше навистина комплексна. Па тука го имаме Рон Денис како извршен директор и како собственик на тимот кој влечеше на една страна, во тоа време Неил Отли, техничкиот директор кој соработуваше така и со Мерцедес, влечеше на друга страна, и Адриан Њуи, визионерот, најдобриот дизајнер на формулен болиди во нивната историја, кој вечеше на една трета страна, и сите тие фракции во Мекларен на вистина го влеча назад, го бутка надолу, меѓутоа и покри се Мекларен успеваше да направи добар болид, и сезона 2003 со модифицираниот лански болид ја започна на вистина добро. Две победи во првите две трки, Кухар победи во Австралија, Кими Реконен победи во Малезија, и тоа му даде на Мекларен мала оддишка, би рекол, да поработи малку повеќе на новиот болид кој на тестирањата се покажа екстремно брз, некогаш со секунда до секунда и подобри времиња од постоечкиот, но тука почна да излегуваат на површина сите проблеми кои ги има новиот болид. Тоа беше крајно нов концепт. Имавме комплетно редизајнирана задна суспензија, комплетно редизајниран целосен заден крај, ново пакување на моторот, нова моторна единица од Мерцедес. Имавме нова бредна суспензија, ново бредно крило, нови отвори за ладење, така наречени sidepods, комплетно нова мрежа на систем на ладење. Имавме нов нос, тесен, неверојатно компактен на самиот врв. Во него беа употребени до тогаш неупотребени материјали за издржливост, за да може да ги помине сите краш тестови. Меѓутоа, иако болидот беше екстремно брз, тој често пати завршуваше во песокот, завршуваше со пожар. Механичарите ќе се мачат со сати да го состават, да го склопат, штом ќе излезе болидот на патеката, ќе постави неколку добри времиња, меѓутоа веднаш пожар во задниот дел од болидот, или пак
доаѓаше до момент каде што комплетно ја губеше својата потисна сила и Кими Рэйконен фамозно излета еднаш кога тестирајќи го тој болид, буквално се распрчи на милион мали парчиња и Кими од тогаш натаму не сакаше да чуе веќе да седне во тој болид, рече и јавно дури се спротивстави на Рон Денис и на Макларен, ке рече нема шанси јас повеќе да го правам тој болид, тоа е звер, тоа е нешто што не може да се контролира. И така тука настана многу проблеми за развојот на тој нов болид, додека Макларен имаше многу добра солидна сезона. Кими Рэйконен беше до последната трка во сезона 2003 во борба за титула и на крај за само 2 поени разлика во шампионатот ја изгуби таа борба од страна на Михаел Шумахер, и тоа во последната трка се сеќавам Кими мораше да влезе во резервниот болид на Кулхард. Во тоа време тоа беше дозволено бидејќи го оштети својот болид и оштети страшно својата шасија на трката претходно или непосредно пред самата трка, не се сеќавам добро, и тоа беше еден хендикеп за Кими во последната трка. Меѓутоа и така со болидот на Кулхард успеа некако да ја заврши трката, меѓутоа тоа не беше доволно да победи и да го симне Михаел Шумахер од тронот. Кими и Алекс Вурц го тестираа новиот болид, меѓутоа како што напоменав, новиот болид постојано со проблеми. Потоа Адриан Њуи го откри проблемот зашто доаѓаше до таа моментална аеродинамичка неефикасност која комплетно го неутрализираше целиот аеродинамички ефект на болидот. Буквално во момент ја губеше целата потисна сила и излетуваше како ракета. Побара нова шасија од Рон Денис. Рон Денис со помош на отли технички директор не му дозволи на Адриан Њуи, тврдеше дека постоечкиот болид таа година е добар, па тука имавме внатрешна борба во Макларен за превласт на влијание, вработени се дела на две страни по боксовите на два комплетни тимови, и Рон Денис понатаму ќе ја смени комплетно целата структура во Макларен и никогаш повеќе нема да дозволи такво нешто да се случи. Дали тоа беше правилна одлука? Мислам дека не, мислам дека требаше да го послушаат Адриан Њуи. Меѓутоа тоа е што е сезона 2003 така заврши и тој неславно толку најавуван, најпомпезно најавуван болид на Макларен, кој беше неверојатно пратен од сите медиуми. Во тоа време тестирањата беа неограничени. Макларен постојано тестираше на приватни патеки настрана од F1 календарот. Луѓе, сите фотографии излага, луѓето беа на вистина заинтересирани. Јас се сеќавам во тоа време немав пристап до интернет како дете, се информирав за овој болид од Формула 1 Алманах, едно издание кој излегуваше во тие години и навистина голема штета. Меѓутоа, овој болид потоа ќе го доживее светлото на денот дури во сезона 2004 под кодното име MP419. Од Макларен ќе тврда дека е тоа комплетно нова шасија, тоа е комплетно нов дизајн, нема никаква врска со неуспешниот MP418. Меѓутоа години подоцна Адриан Њуи ќе објави една книга во која јасно ќе потврди дека тоа станува збор за истиот болид, меѓутоа само со променето кодно име. Сезона 2004 беше катастрофална, лоша за Макларен, не успеа да се пронајдат себе си, не успеа да ги исправат сите грешки кои MP418 или 19 се уште ги поседуваше. Болидот на моменти беше брз, на моменти беше тотално нестабилен и не беше добар за трка. И овој концепт конечно ќе созрее во сезона 2005. Болидот MP420, за мене омилен болид од историјата на Макларен, заедно со MP4 на Сена. Болид кој ќе победи на 10 трки, страшно добар болид. Се уште не можам да му опростам на Хуан Пабло Монтоја таа година за глупавиот судар со Ралф Шумахер во тоа време во BMW, кога ја испушти шансата Макларен да стане шампион во конструктори таа година. 10 победи за тој болид помеѓу Кими и Хуан Пабло Монтоја. Меѓутоа таа година хилова пета на Макларен беше моторната единица на Мерцедес. Замислете, сигурно вие што не следите толку долго време Формула не се сеќавате, меѓутоа имаше времиња кога моторната единица на Мерцедес не беше така доминантна и компетитивна како и сега. Беше мокен тој агрегат, меѓутоа на вистина потврли на многу трки и со 10 победи во една сезона, во сезона кога имавме 16-17 трки, би рекол 2/3 од сезоната да победите, сепак Макларен не успеа да ја освои шампионска титула ниту во конструктори, ниту во возачи. Фернандо Алонсо со Рено таа година беше неверојатно конзистентен, константен, постојано на подиумот, постојано во бодови и дојде до својата прва титула, една феноменална сезона. Сите се сеќаваат на она Гран При во Јапан кога Кими од последен победи. Така да, ако на YouTube верувам дека и на официјалниот канал на Формула има таа трка, погледнете го каков болид беше MP420.
една идеја, еден дизајн кој созреваше 3 сезони и конечна го виде светот на денот, меѓутоа не ја исполни својата задача. Така да се надевам дека ви се допадна оваа ретроспектива, ова патување назад низ времето. Доколку сакате повеќе вакви видеа од типот ретроспектива, да се навратиме повеќе во историјата на Формула 1, ве молам за коментар доле во самото видео. Како и секогаш, ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!